Добро утро и од мене. Јас сум Александра Бубевска, а во оваа рубрика посветена на женските теми, денеска ја вклучуваме Ирена Цветковиќ, извршна директорка на коалицијата Маргини, но и научен истражувач, на тема која што... Добро утро, Ирена, веќе ве гледам дали сте тука со нас. Добро утро, Сашка. Вие долги години ги истражувате дискриминацијата, особено родовата дискриминација во учебниците. И во основното, и во средното, па и во високото образование. Во последно време имате и некои нови сознанија, па каква е ситуацијата во моментот? Порано се зборуваше за некои 30 на учебници кои што требаше да бидат со променети содржини, но тоа веројатно не се случи за овие година и пол од кога излезе таа бројка. Така што, кажете ми какви се вашите сознанија во однос на ова родова дискриминација, особено кон жените, во учебниците? Ти благодарам на прашањето, Сашка. Учебниците имав можност да токму овој период да ја завршам анализата на учебниците за основно образование, токму од аспект на родот и родовата еднаквост. И мислам дека крај на некаков заклучок или препорака е дека ние учебниците веќе не треба да ги броиме на оние кои што содржат родови нееднаквости, оние кои што не содржат, просто сите се проблематични во тој однос, така што е потребна е една сеопфатна и крупна реформа од тоа во оној дел на продукција на знаења од образовниот систем. Образованието за нас е прилично важно и многу често кога зборувам на овие теми, луѓето знаат да ми кажат: но тие работи се учат во семејството. Семејството е клучно тук, образованието не е толку важно. Јас сметам дека е обратно. Нашето типичното македонско семејство е традиционално семејство со некако и многу јасно поделени родови улоги. И токму низ таа рамка децата и младите ги трасираат своите ставови и вредности поврзани со родовата еднаквост и правата на мажите и жените. Да, и истражувањата го покажуваат тоа. И истражувањата го покажуваат тоа дека првенствено е образованието, па потоа евентуално семејството. Да, во обlikувањето на овие ставови. Образованието е клучен фактор и клучна улога во реформирање на овие ставови. Но она што произлезе како резултат од таа анализа е нешто што прилично е песимистичко, а тоа укажува колку генерации наназад се воспитувани, учени, обликувани од овој тип на дискурси. Така што имаме апсолутна доминантна застапеност на мажи во учебниците, имаме радикална репрезентација на жени во традиционалните улоги, имаме комплетно пренебрегнување на родовата перспектива и секако прикажување на светот низ едни розови очила кои што ги прави младите да не спремни да се соочат со реалноста, односно едно прескокнување на непријатни теми како што се, насилството, шовинизмот, сексизмот, хомофобијата, расизмот, трансфобијата и така натаму. Сето ова резултира со еден доминантен став на одобрување на насилството, особено кога насилството е насочено кон жени, и многу често обвинување на жртвите. Сега имаме предвид дека не зборувам јас само за физичко насилство, насилството се појавува во многу различни форми и облици, а овие други форми настрана од физичкото насилство се речиси норма и не се ни сметаат за насилство. Да, последниот случај беше случајот со така наречената јавна соба. Да, ние пред некој ден имавме еден сличен таков случај. Оно што го зборува моето искуство е дека имаме комплетно неекипиран систем кој што треба да постапува и да даде едно сеопфатно решение на проблемите на насилство. Случајот јавна соба е се уште заглавен во обвинителството. И морам да кажам дека во повеќето такви случаи обвинителството се покажува како најслаба алка во системот. Не знам, веќе повеќе од една година може би помина од јавна соба. Да. Оно што загрижува е, не знам колку јавноста е запознаена за локалните варијанти на јавна соба кои што се појавени низ државата.
За тие локални варијанти се повторно корпус од експлицитни, нелегално набавени материјали од жени кои живеат во тие локални средини, споделувани во затворен круг на голем број на жители на овие локални средини. Ниту еден од овие случаи ние веќе немаме, се уште немаме покренато обвинение, а жртвите на овој тип на кривични дела се жалати на вистина лош третман и во полицијата, и во обвинителството. Односно, многу често тие се испрашувани како тие да се виновници, прашања од типот на зошто си се снимала, а зошто си ги праќала, а кому си ги праќала, а што мислеше кога го правеше тоа, кои што се небитни за ова кривично дело. Да, ги спојивме овие две работи, како образованието ги третира од овата нееднаквост. Па затоа сакав да ве прашам и за сексуалното воспитување или сексуалното образование се зборуваше за тоа многу во еден период, меѓутоа тоа некако си помина така и не знам до каде е работата, дали вие тоа го следите? Ја следим иницијативата за воведување на сеопфатно сексуално образование. Свесни сме дека тоа е комплициран процес, но многу ми е драго што се откочи и некако започна таа иницијатива. Она што знаме дека веројатно и се чека да заврши пандемијата, претпоставувам, но дека наскоро ќе се почне со пилотирање на сеопфатното сексуално образование во неколку училишта во Републикава. Важно е сексуалното образование, особено сеопфатното сексуално образование, затоа што ги опремува децата со потребните вештини и знаења, меѓу другото и како да превенираат насилство, но и како да се заштитат од насилство, особено од родово засновано насилство или партнерско насилство. Повторно ќе кажам, македонските училишта или помеѓу нашите млади има навистина толеранција на одредена форма, одредени типови на насилство. Нашите млади многу често ги мешаат поимите на љубов и љубомора, така што демнењето на девојчињата, чепкањето во нивната приватност од страна на нивните момчиња, добивањето на пасворди од нивните социјални мрежи, контролата на секој тип на комуникација, многу често девојките ја сметаат како чин на искажување на љубов, а не како насилен акт. И во таа смисла, сеопфатното сексуално образование не е тука само да не научи за сексуално преносливите инфекции и начинот на заштита, што не векам дека не е важно, но сметам дека на еден 15 годишник веројатно му се поважни овие аспекти отколку дали и како да се заштити од несакана бременост. Тоа се еднакво важни прашања на кои што нашите млади заслужуваат одговор. Дали имате сознанија кога ќе се почне со овие пилот програми барем? Оно што јас го знам е дека наскоро би требало да се почне. Колку што знам и курикулумите се готови, сеопфатното сексуално образование со 7 компоненти е прифатено, што е многу важно. И ако се прашувам јас, што поскоро и од што помала возраст треба да се почне со овој тип на образование. Мит е дека децата се асексуални суштества, тоа е расширен мит, не, децата се сексуални суштества и нема ништо страшно во тоа. Она што е важно е тие да развијат еден здрав однос кон своето тело и кон нивните релации со другите луѓе. Ви благодарам многу за овој разговор и за учеството во утрински брифинг. Тоа беше Ирена Цвитковиќ, извршна директорка на коалицијата Маргини.